Благодарам, председателя. Почитуван заменик министър, почитувани колеги, почитувани граѓани. Сметам дека требаше да се прифати овој амандман и од страна на заменик министерот, бидејќи со овој предлог на амандман кој што го доставивме, многу со смислено ги добавивме и средствата. Знаете дека со овие средства не се покриваат сите трошоци, затоа и поиминечно ги напоменав кои населени места спаѓаат, бидејќи сме на сред календарска година и истите не можат целосно да бидат реализирани. Затоа многу суштински ги разгледавме овие барања на граѓаните, ги доставивме и не сакавме само да натрупуваме бројки кои што ќе не можат да се реализираат. Но заменик министерот не смогна сили да ги одвои и овие 100 милиони денари за повеќето населени места кои што ги набројав. Зошто? Бидејќи дел од нив веќе имаме изградена примарна канализациона мрежа. Тоа е конкретно ќе потенцирам во населените места Ангелци, Градашовци, Василево, Пиперево. Пред 6 години е изградена главната цевководна мрежа, односно примарната мрежа, канализациона, и има изведено 2 крака во населено место Ангелци и 3 крака во населено место Пиперево. За докомплетирање на овие населени места со секундарна канализациона мрежа побаравме средства од 100 милиони денари, вклучително за да се отпочне и со изградба на канализациони системи во населените места Мокриево и Мокрино, а секако и прва фаза во општина Босилово, населено место Босилово. Овие средства не ги опфаќаат целокупните проекти по проектна документација. Меѓутоа, свесни сме дека овие големи проекти треба да влезат во развојните програми, односно сукцесивно 1, 2 или 3 години да бидат реализирани. Затоа и доставивме ваков амандман, меѓутоа не наидовме на разбирање од страна на владата и на парламентарното мнозинство кое што ја поддржува владата. Предпоставувам дека истите ќе се согласите со заменик министерот, ќе ве замолам да го изгласаме овој амандман. Меѓутоа, иако бевме многу концизни и не сакавме да бараме големи суми за оваа година кои што ќе не можеше да се реализираат, но повторно потенцирам, овој амандман не се прифати. За што станува збор? Почитувани, зборуваме 21 век, зборуваме за изградба на канализациони мрежи. Имаме функционален систем во дел од овие населени места. Дополнително треба да се изградат само секундарните краци, односно секундарната канализациона мрежа, краковите кои што се предвидени во самиот проект. Секоја година, затоа потенцирав да бидат вметнати и во развојните програми. Секоја година да се правеа по 1 или 2 крака, овие канализациони мрежи ќе беа завршени. Но од изградбата на основната, односно на примарната канализациона мрежа, во наредните 4 години, кога на власт беше градоначелник од СДСМ, имаше мораториум за изградба на канализациони мрежи. Зошто? Не направија ниту 1 метар канализациона мрежа. И затоа сега побаравме, а и во претходните и буџетски ребалансот побаравме да можеме да ги докомплетираме, да бидат ставени во функција, и овие населени места се претежно од рамничарски тип. Имаме многу септички јами кои што ги користат самите граѓани, загрозено е здравјето на граѓаните и над се, покрај тоа имаат дополнителни огромни финансиски издатоци овие граѓани, а државата, конкретно владата, не смогнува сили да им помогне и на општините, и на овие граѓани да бидат приклучени на канализационите мрежи, односно да ја доврши веќе од почнатата и во најголем дел завршени канализациони мрежи. Она што министерот се повика дека биле предвидени средства во Министерството за животна средина и во одредени фондови. Почитуван заменик министер, знаете и вие дека истите се уште не се исплатени за минатата година и истите не се реализирани од минатата година. А вие упатувате дека и ова година имате предвидено средства, а на овие повици најпрво
општините не добиваат одговор по многу долг временски период, за да после тоа истите средства бидат префрлени во другиот буџет или ребаланс и истите средства се вртат само во круг. Ова го поднесовме и овој амандман го поднесовме бидејќи и во самиот ребаланс на буџетот вие предвидувате дека средствата кои што се предвидени за општините во однос на канализационите мрежи, истите ќе бидат намалени, а во самиот биланс за расходи на буџетот на Република Македонија за 2022 година, во ставките кај што имаме капитални дотации до единиците на локалните самоуправи, имаме намалување. Тоа значи дека за 26% ќе бидат намалени капиталните дотации до единиците на локалната самоуправа. Со тоа, на еден или на друг начин, им се кратат расположливите средства на самите општини за да инвестираат во вакви проекти. Покрај тоа што вие се повикавте дека имате фондови на располагање, самите сте свесни дека со овие фондови не можат да се покријат барањата на сите општини за да се реализираат овие проекти. Дополнително, по развојните подпрограми, затоа ви потенцирав дека овие се крупни проекти и дел од нив треба да бидат вметнати во самите подпрограми кои што се во развојните подпрограми, бидејќи треба да бидат реализирани во неколку сукцесивни фази во оваа и наредната година. Во програмата донации за водовод и канализација на општините имате намалување, почитуван заменик министер. Односно, повторно имаме намалување од околу 23%. Тоа значи дека овие средства дополнително и од овде ќе бидат скратени. Потоа, повторно во развојните програми, во делот на Агенција за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, се повикавте дека ги зголемувате средствата во агенцијата, но мораме да бидеме најасно. Се зголемуваат единствено во однос на директните плаќања. А во делот на финансиска поддршка за рурален развој имаме намалување од 207 милиони денари и за рурален развој исто така од 172 милиони денари. Односно од околу 6 милиони евра. Тоа значи во сите сегменти на развојни подпрограми, на развојни програми се намалуваат дополнително средствата кои што ќе бидат алоцирани во локалните самоуправи за реализација на вакви проекти. А 100 милиони денари се средства со кои што дел од овие системи ќе бидат завршени, а дел ќе се отпочнат за да можат наредната година да бидат завршени. Со тоа илјадници граѓани ќе ги спасевте од финансиски издатоци за изградба на септички јами, дополнително чистење на септички јами, бидејќи станува збор за рамничарски населени места, на неколку месеци. Тоа се огромни издатоци за граѓаните, а првенствено, како што потенцирав, за заштита на здравјето на граѓаните. Бидејќи сите сме свесни и во пандемијата кога беше, знаеме дека сите моравме да воспоставиме систем каде што ќе го заштитиме здравјето на граѓаните. Но, за жал, владата и заменик министерот не смогнаа сили да овој амандман го прифатат. Затоа барам од колегите од мнозинството, ова не се многу средства за буџет на држава, односно за буџетот на Република Македонија. Може би се многу за одредена општина, посебно од рурален тип, меѓутоа за средства од буџетот на Република Македонија, за 4,7 милиарди евра буџет, средства од 100 милиони денари не се средства кои што не можат да се обезбедат. Повторно ви потенцирам, барам поддршка и уште еднаш ве замолувам да ги усвоиме, со тоа ќе се обезбедат средства за илјадници граѓани да бидат спасени пред се, да им биде заштитено здравјето и после тоа истите да немаат дополнителни финансиски издатоци, а тоа го потврдуваме и со фактот каде што се намалени самите дотации, односно самите подпрограми за единиците на локалната самоуправа. Ви благодарам.